Советот на општина Тетово денес ја одржа 15-тата седница со дневен ред од 23 точки. Повеќето од нив се однесуваа на работата на јавното комунално предпријатие од Тетово и неговите регионални единици во однос на финансирање, план за работа и вработување за 2019 година. За вода немаме некои проблеми, имаме 270 литра на секунд, имаме некои проблем со горниот дел улица 146 од 11 сад, значи се појави некој ден проблеми. Ние, значи, во град немам вода, само Црна Збор ако има дефекти. Значи, немам ресесија, значи, продолжиме во исто темпо. Од Лешница со новиот водовод, значи, имаме околу 160 литра на секунд и од резерварите од изворите 130, значи околу 207 до 280 литра на секунд на ден. Ни треба некои 2 трактори за горниот дел, што станува збор за Лисеце, Селце, Гајре, тие другите. Значи ги чекаме тие. Од тие, значи, сме наручил и метла за метење на градот и камионот за џубретарка. Значи, во овој дел, значи, планираме околу 4 возили да имаме нови и нормално, значи, го чекаме и од Светската банка да не стигна новиот камион и плюс 150 континери, што ние мислам дека ќе бидеме поупорно во град во нашиот деност. На 15-тата седница на Советот беа изгласани и точките кои се однесуваат на измена и дополнување на буџетот на општина Тетово поради усогласувањето на платите во декември и јануари, на утврдувањето на вредноста на бодот за платите на државните службеници и административци, а беше усвоен и годишниот план за вработување на општина Тетово во 2019 година, според кој, освен досегашните 329 вработени, од кои 248 административци и 56 пожарникари. Во план се околу 36 нови вработувања, бидејќи има потреба од поголем број пожарникари, а според потребите ќе се вработуваат лица и во администрација. Пред советниците се најдоа и годишните финансиски планови на основните и средните училишта и на јавната установа Детска градинка Младост, а се гласаше и за утврдување на критериумите за распределба на средствата на блок дотациите за училиштата, пошто беше усвоен и предлог планот за запишување ученици во средните училишта во прва година за учебната 2019-2020 година. На дневен ред беа и оперативниот план за правно зајакнување на ромите, измени на урбанистичко-планска документација и доделување финансиска помош. Десетина лица завршиле со повреди во сообраќајна несреќа која се случила попладне во околу 14 часот на магистралниот пат Гостивар-Кичево во близина на каменоломите. Според првичните информации од полицијата, во несреќата учествувале 2 патнички возила и 1 минибус. По судирот, повредените биле пренесени во Гостиварската општа болница за медицинска помош и утврдување на видот и карактерот на повредите. Поради сообраќајката, патниот правец Гостивар-Кичево беше во целосен прекин неколку часа. Полициски екипи извршиле увид и се работи на утврдување на причините и деталите околу несреќата. Во голема акција спроведена викендов во угостителски објекти во Тетово и во Гостивар биле приведени 26 странски државјанки кои нелегално работеле во објектите. Акцијата заеднички ја спровеле полициски службеници при секторот за внатрешни работи Тетово, во координација со регионалниот центар Север, други служби во МВР, како и надлежни инспекциски служби при УЈП, трудовата и пазарната инспекција. Како што информира портпаролот на СВР, Маријан Јосифовски, вкупно биле офатени 5 угостителски објекти, а најголем број од затекнатите девојки биле од Србија и од Албанија. Со акциската контрола купно опфатени биле 5 угостителски објекти на подрачјето, од кои 3 на тетовските и 2 на гостиварските простори. Во контролираните објекти откриени се 39 женски лица,
од кои 13 македонски и 26 странски државјанки. Затекнатите странски државјанки во угостителските објекти на возраст од 20 до 46 години биле ангажирани како пеачки и танчерки, сите се приведени и задржани во полициските станици Тетово и Гостивар за натамошна постапка, односно за расветлување на сите поединости поврзани со нивното престојување и работа на подрачјето. Најголемиот број од затекнатите странски државјанки, поточно 11, биле од Република Србија, 9 од Република Албанија, 4 од Република Бугарија и по една од Косово и Босна и Херцеговина. Млади девојки и жени од соседните земји во потрага по заработувачка често завршуваат како танчерки и пеачки во барови и кафеани на Полошкото подречје. Во земјава престојуваат непријавено или спротивно на целта, односно го злоупотребуваат туристичкиот престој, а неретко се вмешани и во проституција. Вчера околу 2 часот во Гостивар лишен од слобода 46-годишниот А.А. Дростуше. При преглед пронајдена му е марихуана и полишувањето, задржан е во полициската станица Гостивар. Се работи на целосно расчистување на случајот. Вчера исто така околу 13 часот пријавено дека 28-годишниот Ј.Н. од гостиварското село Балиндол, скијајќи се на патеките на Бистра во Маврово, загубил рамнотежа, паднал и задобил тешки телесни повреди, фрактура на левата нога. По кажаната лекарска помош, повредениот Ј.Н. пренесени на скопските клиники, извршен увид и се расветлува случајот. Изминатиот викенд на поширокото Полошко подрачје спроведена сообраќајна акцијска контрола за алкохол, а со која вкупно фатени биле 104 возачи, ке 9 од нив било утврдено дека ги управувале возилата под дејство на алкохол и веднаш им се изготвени мандатни платни налози, така што прекршителите ќе се соочат со соодветна парична глоба, која се движи од 250 до 400 евра, зависно од степенот на констатираната алкохолизираност. Покрај тоа, за овој вид сообраќаен прекршок предвидено и времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Во акцијската контрола исто така откриени се 19 други видови прекршоци, најмногу управување без возачка дозвола и стечена регистрација и така натаму. И овие прекршоци се санкционирани, односно заокружени се со законски предвидени поднесоци. Вакви и слични сообраќајни контролни активности планирани се и во наредниот период, со цел навреме да се откријат, санкционираат и отстранат присутните прекршоци на подрачјето. Шестмина пратеници од СДСМ и ДУИ до собранието доставија предлог за дополнување на законот за пратеници, со кој кога ќе се усвои, на екс-премиерот Никола Груевски ќе му се укине пратеничката плата. Ако пратеникот е осуден со правосилна судска пресуда на казна затвор, подолга од 6 месеци, го губи правото на исплата на плата, други лични примања и надоместоци на трошоците. Е членот кој пратениците предлагаат да се дополни во законот. Предлогот се најде како 27 точка на денешната собраниска седница. Ако се изгласа предлогот, Груевски ќе загуби платата повисока од 1000 евра, бидејќи е правосилно осуден на 2 години затвор за набавката на луксузниот блиндиран Мерцедес. Веќе неколку месеци тој како бегалец од правда во Македонија и азилант во Унгарија си ја земаше пратеничката плата. Можни се нови случаи на двојно заразени од сипаници, и од варичела и од морбили. А ова опасност ги демне и децата, но и возрастните. Малите сипаници се позаразни дури од грипот, предупредуваат епидемиолозите. Откако вчера се појави веста дека едно 8-годишно девојче заболе од двата вида сипаници. Од Министерството за здравство ја демантираат информацијата дека кај двајца заболени се појавиле и тешки компликации од сипаниците, воспаление на белите дробови, па тие морале да бидат приклучени на апарати за дишење. Досега има над 100 заболени од мали сипаници, а вонредно се вакцинирани 4345 лица. Вирусот се прошири и во градовите вон Скопје. Од Институтот за јавно здравје појаснуваат дека освен што сме во ек на епидемија на морбили, сега е сезона и на овчи сипаници, односно варичела, па можно е зголемување на бројот на заболени од двата вида.
Кошаркарскиот клуб Гостивар успешно ја започна новата надпреварувачка сезона. Првата победа белосините ја забележаа на гостински терен против Кожув од Гевгелија со резултат 73-78. Втората победа ја извојуваа викендов во спортската сала Младост во Гостивар над екипата на Куманово со резултат 81-78. Овој надпревар беше тежок и неизвесен од самиот почеток. Првата четвртина ја добија гостите со резултат 19-23. Втората им припадна на домакините 22-12, а полувремето заврши со резултат 41-35. Во вториот дел од мечот Куманово влезе во серија погодоци и најпрвен изедначи, па на 6 минути до крајот имаше предност од дури 9 поени. Кошаркарите на КК Гостивар не се предадоа и разликата почна да се топи. Александар Костовски успеа да запише 9 поени во серија, а новиот играч Тенгсли Ефијанаи на 50 секунди пред крајот погоди тројка. Следуваше израмнување, сигурната рака на Костовски од линијата за слободни фрлања донесе победа за КК Гостивар. Со оваа победа белосините се зацврстија на четвртата позиција на табелата во првата кошаркарска лига на Македонија со 20 бодови. Во следното коло гостиварци немаат надпревар, односно се слободни. Добро дојдовте во темата на неделата. Овој пат говориме за коцкањето и игрите на среќа. Страста спрема нив често пати води до сиромаштија и семејни проблеми. Во Македонија коцкарниците и игрите на среќа се голем бизнис од неколку стотици милиони евра, во кои се вработени околу 6000 луѓе. Од друга страна, поради проблемите што ги предизвикуваат, се појавија иницијативи тие да бидат подалеку од очите на децата и младите. Од владата велат дека одлуката за ова ќе биде донесена по сериозна анализа. Без престан работат брзата помош, пожарникарите, полицијата и казината. Пратеници предлагаат закон според кој коцкарниците и спортските обложувалници ќе треба да бидат оддалечени најмалку 500 метра од училишта, градинки, факултети и други образовно-воспитни установи. Но само во триаголникот меѓу Собранието, плоштадот Македонија и гимназијата Јосип Броз Тито во центарот на Скопје има десетина казина и автомат клубови. Искуствата покажуваат дека во сиромашни земји коцката им е единствена надеж на луѓето, па казината и обложувалниците никнуваат како печурки по дожд. Со оглед на тоа што во речиси секоја населба има училиште и градинка, тоа ќе значи дека казината, автомат клубовите и спортските обложувалници ќе мора да затворат и да се преселат на периферијата на градовите и во индустриските зони. Граѓаните кои ги анкетиравме во центарот на Скопје велат дека таквите објекти треба да бидат подалеку од очите на децата, но од друга страна се загрижени затоа што тоа е многу доходовен бизнис. Кога се во прашање децата се согласувам, нормално. Децата се уште како мали со комар. Ама од друга страна па државата многу зема порез од таму. Сега не знам. Не 500, него 1000. Понастрано од децата. Кој го држи тој бизнес? Сепак големите зверки нели го држат тој бизнес, затоа мислам дека е добар предлог, нели. Пратеникот Реджаил Исмаили од ДУИ, кој е еден од предлагачите на законот, вели дека не се залагаат за радикално решение како во Албанија, која од нова година целосно ги забрани казината и спортските обложувалници, но оти проблемот станал премногу сериозен и мора да се реши. Секојдневно имаме телефонски повици, имаме состаноци, имаме дел од проблемите што ги имаат семејствата со коцкањето и тоа загрижувачки податоци се што ни ги дават како пратеници и затоа ние мислиме дека овој проблем што поскоро треба да го решиме, да се најде начин како да го решиме. Оти ако слушнаш дел од семејствата што дури и некои семејства и трагично завршиле со вакви работи. Премиерот Зоран Заев по нова година рече дека вака не може да остане, но оти одлуката ќе се донесе по сериозна анализа. Она кое што го гледаме како искуство и од Албанија и од други места е дека со ваквите радикални мерки тие што се коцкат не престанале да се коцкат. А 5-6 илјади граѓани работат во обложувалници, во казина и слично.
но дебатата е сериозно отворена од граѓаните. Иницијаторите на законските измени велат дека се свесни и се работи за бизнис од неколку стотини милиони евра кој вработува околу 6000 луѓе, но оти мора да се стави некаков ред. И други земји почнаа да размислуваат да ги ограничат коцкањето и игрите на среќа, иако многу пари од таму одат во државните каси. Албанија, како што веќе слушнавте, презеде ригорозни мерки за да ја спречи ваквата зависност во надеж дека тоа ќе ги намали страдањата на многу семејства. И во Турција за честија барањата да се забрани коцкањето. Кон крајот на годината илјадници луѓе одат кај најпознатиот лотариски штанд во Истанбул на кој виси паролата "Ниме табла ќе те направи да победиш". Во изминативе 90 години овој штанд близу една од најубавите османлиски џамии во градот Јениками привлекува голем број турци исполнети со надеж, особено во проблематичните економски времиња. Некогаш се чека и до 4 часа. Ниме табла, што на турски јазик значи големата сестра Нимет, ги дължи своето име и богатство на основачката Мелек Нимет Озден. Таа владееше со светот на лотаријата половина век, откако го продала својот прв тикет во 1928 година. По незината смрт, незиниот внук, кој денес се вика Нимет Аби, големиот брат Нимет, го презеде бизнесот и продолжува да напредува. Нитим Озден, внук на Нимет Abla veli. Türkiye'nin her yerinden Nimet ablaya geliyorlar. Yalnız İstanbul değil. Bütün şehirlerden geliyorlar. Mesela beni arıyorlar telefonda, diyorlar ki ben yola çıkıyorum, biletiniz var mı? Türkiye'nin bütün illeri... Новогодишниот джекпот изнесуваше 70 милиони турски лири или околу 11,5 милиони евра. Ердемир Коч, невработен 45 годишник, е убеден дека е поверојатно да победи со лозот од Нимет Abla од оние на другите. Gelirse ne yaparsınız? Vallahi hiçbir şey yapmam, kimseye de vermem. Ben açık söyleyeyim. Bazıları diyor verecek. Ben hiç kimseye vermem. Kendim kullanırım, çocuklarım. Ben yalan söylemeye gerek yok. Açık söyleyelim. Но не секој го има зафатено лотариската треска. Во оваа главно муслиманска земја во последниве години се поизразен е верскиот конзервативизам. Турската агенција за верски прашања Дијанет издаде свое мислење за лотаријата, наведувајќи дека иако е легална, таа е харам, односно незаконска од исламска гледна точка. Пензионерот Мустафа, кој скоро секој ден купува лоз, вели: Tabii ki haramdır. Kumar gibi bir şey. Haram tabii ki. Ama bazılarını şey yapıyoruz. Kumar olduğunu biliyoruz yani. Ama bir alışkanlık etmiş şeyler. Onun için şey yapıyoruz, çekiyoruz yani. Но игрите на среќа генерираат многу приходи за турската држава. Во минатата година тие донесоа 230 милиони евра. Во Албанија пак голем дел од парите од игрите на среќа, според податоците, воопшто не завршувале во државната каса. Според официјалните бројки, албанците годишно трошеле до 150 милиони евра. Но оние неофицијалните одат до 700 милиони евра. Затоа, но главно, како што објасни владата, големите социјални и семени проблеми, од оваа година се затворени 4300 места за обложување, кои ги имаше скоро на секој агол во земјата со 2,8 милиони жители. Со други зборови, една обложувалница на 670 луѓе. За повеќето жители ваквата забрана е добра, но задоцнета. Според изражувањето на Универзитетот во Тирана, еден од четворица коцкари барем една се обидел да се самоубие, додека 70% имале психолошки проблеми. Некои пак велат дека со затварањето само се прикрива проблемот. Тамошните фирми за обложување веќе почнале да се селат во Македонија, Црна Гора и Косово и оттаму работат преку интернет. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите погледи во врска со коцкањето и игрите на среќа. Па дали тие се најкраткиот пат до подобар живот или не? Довидување. Времето денес беше променливо облачно по котлините со појава на магла. Попладне во западните делови имаше врнежи од дожд, а на планините од снег. Во текот на ноќта врнежите ќе се прошират на повеќе места, но ќе бидат претежно слаби,
а само на запад ќе има умерен интензитет, ќе дува умерен ветер од јужен правец. Температурите се движеа од -2 до 4 степени. Времето утре ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег, претежно во источните делови. Предпладне по одделните котлини ќе има појава на магла. Врнежите ќе бидат пообилни во текот на ноќта во источните делови. Температурите ќе се движат од -1 до 2 степени.